тие барат компромис. Под компромис подразбира промена на нашите уставленици. Нашиот одговор беше дека ние не можеме да се пазариме со самотина. И сакам да ви кажам дека не е точно, дека он не е безкомпромисен. Бидејќи Никола Груевски прифати промена на име. Тоа што се крие и ќути сега и било што, тука сме да се видиме вистината. Сакам да ви кажам дека и претходно ме прашувавте. Во Букурешт Никола Груевски отиде со промена на име. Република Македонија, Скопје. Дали во 2008 година во Букурешт Никола Груевски се согласи со името Република Македонија, Скопје? Одлично прашање. Значи не во Букурешт, дури пред Букурешт, тука во Скопје, ни беше понудена опција од господинот Нимиц, односно конкретен предлог. А тоа беше името Република Македонија во заграда Скопје. И не беше кажано дека тоа е последен предлог пред самитот и треба да се изјасниме. Ние одлучивме да се изјасниме, да го прифатиме, да го ставиме на референдум. Ние одговоривме дека ние немаме мандат, ниту јас како премиер, ниту владата како влада, нема мандат пред граѓаните самата да донесе одлука дали тоа треба или не треба. И одлучивме да го прифатиме тој предлог како предлог кој што може да се стави на референдум за граѓаните да оценат дали е тоа добар или тоа не е добар предлог.